Ќе ја поздравам нашата Слободанка. Добро утро, Слободанче. Добро утро, Сузе. Убав ден, посакувам се дише, нели, ова утро, да. Тоа сега зборувавме исто. Што е добра вест, доктор Марија Гашовска, и за вашите пациенти, предпоставувам. Добро утро и за вас. Добро утро. Денеска ќе не подсетите можеби за опасностите кои што ги демнат сите срцеви болни, но и за оние кои што се потенцијални ваши пациенти со оглед на тоа дека топлото време предизвика многобројни отстапки, мозочни и срцеви удари, така нели? Така, да. Дали ваквите промени дополнително пак можат да предизвикаат и други нарушувања? Секако дека да, овие непоносливи жештини на кои до вчера бевме сведоци, ги наполнија нашите амбуланти и болничките кревети. Белја работа, нити топло, нити ладно, не ни се погодува. Повелете. Сузе, добро утро уште еднаш до тебе. Добро утро до сите наши гледачи кои се заедно со нас ова утро. Марија Гашовска, добро утро и добре ни дојде. Невролог, така да кажеме, поточно. Она што ние ќе зборуваме, еве Сузе веќе започна токму со таа тема, денеска конечно можеме така што се вели да дишеме и да го почувствуваме она освежување од утринските часови. Меѓутоа повторно ќе дојдат топлите денови и би сакала да позборуваме токму за тоа. Колку топлото време, еве, од овие денови кои што се изминати, може и зошто влијае, доколку може, на мозочните удари? Така. Топлото време, односно жештините, ги прават пациентите, луѓето, посклони и повулнерабилни да добиваат мозочни удари, и тоа преку механизмот на дехидратација. Значи, топлото време ќе предизвика дехидрирање на организмот. Дехидрирањето на организмот пак ќе прави крвта погуста, повискозна, викаме ние, и посклона да се создаваат тие тромби и последично на тоа мозочни удари. Мозочните удари начелно се зимска болест, односно се почести во зимскиот период, со најголем пик на јавување меѓу ноември и февруари месец, меѓутоа имаат свој пик и баш околу овој период, околу јули месец, да. А зошто се овие месеци? Поради стеснување на крвните садови. Така. Мозочните удари веќе, еве, можам да забележам, сигурно дека и вие како доктор и статистиката покажува, возрастна граница дури веќе и не е само по возрастните, не ги опфаќа, туку за жал и по младата популација. Од која годишна возраст најмногу имаме? Начелно, мозочните удари се болест на повозрастната популација и шансите да го добиеме како заболување ќе бидат, односно се зголемуваат како и ние старееме. Пикот на јавување на мозочните удари е најчест околу 74-та година, а веќе над 65 годишна возраст шансите да добиеме мозочен удар се зголемуваат драстично. Тоа е ако зборуваме за мозочниот удар од типот на исхемија, инфаркт. Значи, кога крвниот сад се зачепува со тромб, целосно или делумно, па недостасува кислород во тој дел, недостасува доток на кислород во тој дел од мозокот. Мозочниот удар од типот на крварење, кога крвниот сад пука и крвта се излева во мозокот, тој пак се јавува во помлади години, односно кај помлади пациенти. Ајде сега малку да позборуваме од ова што го слушнавме од вас досега. Кои се најчестите причини? Топлото време веќе го наведовме, меѓутоа добро е да ги знаеме и останатите други причини за мозочните удари. Најчести причини за добивање на мозочен удар се покачениот крвен притисок или медицински хипертензијата, понатака луѓето кои имаат покачен шекер во крвта или диабетичарите, и луѓето кои имаат покачен холестерол. Секако голем дел од овие пациенти кои ќе добијат мозочен удар претходно се срцеви болни, и тоа луѓе кои имаат зачепување на коронарните крвни садови, тоа се луѓето кои имаат или имале инфаркт на срцето. Понатака еден посебен вид на срцева аритмија, таа се вика атриална фибрилација, срцето не куца во ритам, туку прескокнува, заболување на клапите срцеви, на валвулите, валвуларна болест и болести на каротидните крвни садови, тоа се крвните садови во вратот. Повеќе причини и фактори кои носат крв во мозокот. Тоа се некаде најчестите причини за мозочни удари. Дали некои од овие кои што ги наведовме, можеби пациентите и да не се свесни дека ги носат како здравствен проблем, барем некои од нив, и кои најмногу? Тоа се случува многу често, особено кај помладите пациенти кои
се чувствуваат здрави, токму поради својата младост, поради годините, па не посетуваат лекари и не се свесни дека имаат крвен притисок, например, покачен или холестерол покачен. Тоа е нешто што и може да не го почувствувате. Да, затоа што секогаш ние кога ќе слушнеме, меѓутоа и ве сме слушнали и сме биле нели сведоци за загуба на некој живот токму од овие причини кои што ги навидовме, мозочен или срцев удар, и велиме од нигде никаде, меѓутоа тоа сепак не е така, да. Така. Што значи дека треба и без разлика било што и да почувствуваме, како велите вие докторите, телото ни дава сигнали, само што ние треба да знаеме да ги препознаеме токму така. Превенирање, ајде малку за превенцијата на мозочните удари, оние кои што ќе го преживеат мозочниот удар. Имаме ли повеќе типови на мозочни удари, како тие потоа луѓето кои што го преживеале се носат во животот понатаму и дали може да функционираат, да кажаме, нормално? Два типа на мозочен удар постојат генерално. Рековме, тоа се крваречки мозочен удар, кога крвта се излева од крвниот сад надвор во мозокот и го притиска тој дел од мозочното ткиво. И мозочен удар од типот на инфаркт, исхемичен мозочен удар, кога зборуваме за тромбоза, значи тромб во крвниот сад, или емболус, ако тој дојде од некој подалечен орган, најчесто тоа е срцето. Последиците од мозочниот удар ќе бидат зависно од тоа каде, во кој дел на мозокот се случило оштетувањето, бидејќи секој дел од мозокот си има нели своја функција, па тоа што ќе биде оштетено во мозокот, тоа ќе се рефлектира врз нас телесно. Генерално, дали е исхемичен или крваречки мозочниот удар, последиците се исти. Најчесто тоа е одземеност на едната страна од телото, отежнато зборување, дефекти во видното поле и така натаму, и зависно од тоа колку навремено е реагирано и како, такви ќе бидат и последиците. Во денешно време, кога имаме навистина модерни и достапни техники за лекување, може да бидат и целосно пациентите излекувани. При тоа сакам да нагласам дека многу е важно брзо да се јават на лекар, веднаш да се јават на лекар или да се донесат штом ќе се почувствуваат симптомите на мозочен удар, бидејќи тие може да бидат оздравени целосно и многу брзо да се вратат на своите секојдневни работни и животни активности. Многу често имаат и последици и остануваат со траен инвалидитет, што е проблем личен и општествен. Да, верувам. Ајде малку тогаш ги споменавме симптомите. Кои се симптомите и како може да се забележи дека организмот или пак ние еве како луѓе може да дојде до мозочен удар? Што е она чувство кое што претходно најавува такво нешто? Така, значи мозочните удари... Не Боже, меѓутоа се случува. Мозочните удари затоа се викаат удари, затоа што настануваат симптомите многу брзо. Зборуваме за секунди или за минути. Доколку ние, не зборувам сега како лекар, туку како лаик, било кој од луѓето се најде во близина на некој што доживува мозочен удар, многу е важно да се препознаат симптомите и да се алармира веднаш. Постои еден брз тест, тој се вика брзо, или во англиската номенклатура FAST. Тоа е тест и првите букви од некои зборови кои што се поврзани со мозочниот удар, токму го именуваат тестот брзо. Значи Б значи брзо повикај итна помош, побари медицинска помош, доколку во близина имаш човек за кој што се сомневаш дека доживува мозочен удар. Р е за рака. Од таквиот пациент, доколку сме сведоци, значи и се сомневаме на некој настан, не мора да значи дека сме во право, бараме да ја подигне раката. Значи, ако не може да ја дигне едната рака, ако таа заостанува, ако е послаба, можноста за мозочен удар е голема. З е за зборување. Од пациентот ќе побараме, од човекот ќе побараме да зборува, значи да каже нешто, да го каже своето име или да повтори некоја реченица. Дали може да се остави некоја реченица. Да, дали зборува нормално, дали го разбира нашиот говор. И О е за образ или лице, бараме да се насмевне или да ги покаже забите. Ако заостанува една страна од лицето, и тоа е пареза, и тоа е знак дека пациентот доживува мозочен удар. Така што ако било кој од овој брз тест, ако било што ни е сомнително, ние бараме медицинска помош за да му помогнеме на пациентот
најсоодветно. Убаво објаснето и како што кажавме, еве и во овие случаи се што е на време може да се спречи и пациентот понатаму да има нормален тек, да кажеме, на животот. Околу мозочните удари, јас мислам дека тука некаде појаснивме се, па погледнав кон часовникот, имаме уште неколку минути. Секако така би кажала да ви искористиме и за останатите еве малку невролошки заболувања, кои се најчестите тука кај нас, што покажува статистиката? Па добро, секако дека овие заболувања за кои зборуваме ние васкуларните, каде што спаѓаат и мозочните удари се доста чести. Еве да споменеме дека жените се поголеми страдалници од мажите кога зборуваме за мозочен удар. Зошто е тоа така? Имаме меѓу многуте причини и хормоналниот статус на жената е причина. Многу е поверојатно дека жените ќе бидат зафатени од мозочни удари почесто отколку мажите, кои па повеќе страдаат од срцеви удари. За жал, кај жените и степенот на инвалидитет и смртност е повисока. Така што овие васкуларни заболувања, секако се да речам на удар кога зборуваме за топлото време, иако и другите наши невролошки заболувања поголемиот дел не го сакаат топлото време. Например, еве ќе ја спомнеме мултиплата склероза. Тоа е едно автоимуно заболување кое е често кај младата популација. За жал, и тие секогаш имаат влошување кога се покачени температури. Кога се покачени температурите, па им советуваме да не излегуваат воопшто надвор како би се заштитиле себе си и своето здравје. Сега повторно ми се наметнува прашањето, се загрижувам со оглед на тоа дека ние сме од женската популација. Што е она што треба редовно прегледи да прави жена кога станува збор за мозочни удари? Што е она што треба да го превенираме, односно да знаеме што е причинител за такво нешто? Вие спомнавте превенцијата претходно не ја обрнавме внимание, многу е важна. Превенцијата е најевтина медицина и тука треба многу да се алармира и би ги советувала не само жените, туку и сите пациенти, особено кога се приближуваат до некои критични, ајде да кажеме, години, да обрнат внимание на своето здравје, да посетуваат лекари, да прават скрининзи, редовна крвна слика во која што би виделе какво е нивото на холестеролот, какво е нивото на гликемија, мерење на крвниот притисок, пациентите кои имаат веќе некое генетско преоптоварување, значи нивните родители или нивни роднини, ако се срцеви болни или ако имаат проблем со крвните садови, да прават барем еднаш во годината рутински прегледи како би откриле некој ризик фактор кај себе си, некоја постоечка болест за која не се свесни, да истретираат за да не дојде до некој посериозен здравствен проблем. Морам да прашам, еве како невролог, дали имаме и млади пациенти? И со што најмногу, од што најчесто заболуваат? Мислите на мозочен удар конкретно? Општо во вашата бранша, како невролог. Од што најмногу заболуваат? Има млади пациенти кои секако се заболени од невролошки заболувања. Спомнавме мултиплата склероза, например, тоа е болест на млада популација. Па тоа е најчеста причина за инвалидитет кај млади после трауми. Значи, ако ги тргнеме сообраќајни несреќи, друг тип на траума, тоа е најчестата причина за инвалидитет во младата популација. Ги спомена, јас мислам дека опфативме се што се однесува за мозочните удари и некаде еве тука сме кон самиот крај од нашиот разговор. Би било добро да ги посоветуваме сите кои што еве во овој момент не слушаат, да упатиме еден апел до гледачите уште еднаш или да ги освестиме дека сепак повторно ќе се навратам на она што го зборувавме за мозочните удари. Не може од нигде никаде да се случи срцев удар или мозочен удар, кога ќе кажеме ние како народски од ништо. Не може да биде од стрес или слично, наведуваме некои си таму било какви да се причинители. Што значи дека причинителот е внатре во нас, меѓутоа ние самите треба да го откриеме. Од сето овој разговор што го водевме, ќе дојдам до таков заклучок и едноставно еднаш за секогаш да не зборуваме дека не е од ништо. Туку едноставно мора да сите сигнали кои што ги чувствува нашето тело да појдеме на лекари
едноставно да се прегледаме комплетно, да кажам, една Да. комплетна слика. А кога велам комплетна, што е она што вие би го препорачале како комплетно? А веќе споменав, значи, Да. крвните слики, лабораториските анализи како нешто појдовно, најлесно што може да се направи. После така иматичните лекари каде што можете да добиете еден физикален комплетен преглед и да ве упати ако се сомнева на нешто посериозно кај лекари специјалисти. Така, а вие како се снаоѓате во топлото време? Како доктор? Под клима. Под клима. На работа под клима Так. и дома под клима, да. И советите Тоа до е пациентите? совет, да, овие жештини се навистина многу сериозни, се навистина удар, шок за нашето тело и би ги советувала гледачите да ги следат препораките на лекарите. Тоа значи да се навистина под климатизирани, во климатизирани простори, под поладни услови, да се пие многу вода, да се избегнува подолготрајно и директно изложување на сонце, особено во оној период меѓу 11 часот и 17 часот, да се носи лесна облека и да не се вежба на отворено премногу, да не се А можам да престојува забележам, има надвор. луѓе кои што вежбаат и си трчаат Има, на ова има, време. има, И се да. едноставно не знам од каде Затоа име. треба подсетување, Сила, да. овој период е навистина критичен. Многу благодарам за вашето гостување и се гледаме повторно на некоја следна тематика. секако. Кажавме, може само, еве имаме уште само неколку секунди околу нозете, отоците на нозете, овој период од годината, поготово на вакво топло време, ги има се почесто, па дури болки во нозете, може да е исто така од невролошко заболување? Не, тоа не може да е од невролошко заболување, тоа се веќе срцеви заболувања, заболувања на бубрези или нервите во нозете, баналност. да. Нервите на нозете нема да дадат оток. Оток. Да, тие даваат да други расчистиме и симптоми. тоа. Имаше Да. прашање, па затоа сакав да го расчистиме тоа, дека нема врска од оците Нема. со нервите во нозете. Многу благодарам и Благодарам се гледаме јас. повторно, како што кажав, на Секако, да. некоја